Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Се замрзнуваат и се намалуваат за 13% цените на хигиенските производи. В петок или недела ќе се знае кои видови зеленчук и овошје ќе бидат со замрзнати цени. Владата и компаниите мора да покажат единство за заштита на граѓаните, порача премиерот Димитар Ковачевски, кој заедно со министерот Кришник Бектеши ја посети компанијата ВЗ Шари. Санкционирани 26 возачи кои додека управувале со возило немале сигурносен појас или зборувале на мобилен. Се замрзнуваат и се намалуваат за 13% цените на хигиенските производи. В петок или недела ќе се знае кои видови зеленчук и овошје ќе бидат со замрзнати цени. Бизнисот пак против замрзнување на цените. Велат државните резерви се подобар механизам. На предлог на Министерството за економија, владата на денешната седница ќе донесе одлука со која се утврдуваат највисоки цени на трговија на мало на хигиенски производи. Согласно одлуката се утврдуваат највисоки цени на тоалетна хартија, влажни марамчиња, пелени за деца и возрастни и хигиенски влошки, кои се применувале на 20 март во трговијата на мало, кои цени се намалуваат за 13%. Оваа одлука се носи согласно анализите направени од Министерството за економија и мајќи ги во предвид податоците од Царинската управа. Оваа одлука стапува на сила по објавување во службен весник, а ќе се применува од 1 април до 31 мај 2023 година. Во делот на тоалетната хартија цените се движеле од 94,8 денари до 343,3 денари. Од периодот од 1 март до 24 март 2023 година цената се движила од 94,8 денари до 205 денари и на оваа цена која ќе се пресмета и ДДВ-то, значи се движила од 111,8 денари до 241,9 денари и главном повеќе од сите овие производи, повеќе од 85% се увезени во нашата држава. За влажни марамици во просек цената се движила од 94,6 денари во јануари, 94,5 денари во февруари и 83,2 денари во месец март 2023 година, каде што имаме и царинска ставка од 6% и не се вклучени цените на ДДВ-то. За пелени за деца и возрастни цената се движи 36 денари по парче до 1600 денари по кутија со бројни пакувања и тука не е вградена ДДВ-то. Зошто го напоменувам ДДВ-то? Имајќи во предвид дека за жал во собраниска процедура од 12 месец претходната година имаме законско решение за овие производи кои ги наведов да се решат систематски, долгорочно во делот на намалување на ДДВ-то од 18 на 5% и уште денеска не е свикана комисија за финансирање и буџет се со цел да се усвои тоа законско решение и да имаме долгорочно решение за оваа проблематика и за овие производи кои се користат секојдневно од нашите граѓани. Министерот за економија Кришник Бектеши денеска соопшти дека в петок или недела ќе се знае кои видови зеленчук и овошје ќе бидат со замрзнати цени. Како што изјави тој, влезните параметри за овошјето и зеленчукот од Министерството за земјоделство се веќе во Министерството за економија и се очекуваат уште податоците од Царинската управа. Инаку на замрзнувањето реагираат од Стопанската комора на Северозападна Македонија, чиј став е идентичен со оној на СКСМ. Според председателот Менди Ќура мора да се престане со замрзнувањето на цените и да се најдат други алтернативи. Тој решението го гледа во интервенцијата со државните резерви, но вели дека треба да се разгледаат и сите други можности од типот на намалување на даноците и кратењето на ДДВ.
Председателот на владата на Република Северна Македонија Димитар Ковачевски, министерот за економија Кришник Бектеши, денеска ја посетија компанијата за производство на јајца ВЗ Шари. Беше истакнато дека одлуките за замрзнување на цените, меѓу кои и цената на јајцата, се за доброто на граѓаните. Владата и компаниите мора да покажат единство за заштита на граѓаните, порача премиерот Димитар Ковачевски, кој заедно со министерот за економија Кришник Бектеши денеска ја посетија компанијата за производство на јајца ВЗ Шари во Тетовски Требош. Со последното во низата замрзнување на цените на основните прехранбени производи, јајцата од кокошка, се оневозможува зголемување на цената на овие производи пред празниците, рече Ковачевски. Во разговор со вработените во компанијата ВЗ Шари, како и со почитуваниот господин Арбен, заклучивме дека мора да покажеме единство за доброто на државата и за доброто на граѓаните во оваа криза. Последно во низата замрзнување на цените на основните прехранбени производи се јајцата од кокошка. Со ова владата оневозможува зголемување на цената на производите пред великденските празници и пред празникот Бајрам. Изминативе денови ме гледавте заедно со министерот Бектеши, често во обиколка на маркетите, на терен, заедно и со директорот на Државниот пазарен инспекторат, но истовремено и сите инспектори кои што се дел од Државниот пазарен инспекторат се на терен, за да точно утврдат дали мерките се почитуваат од страна на сите кои што се дел од пазарот и од продажбата на основните прехранбени производи. Министерот Бектеши рече дека покрај ИПАРТ програмата за поддршка на компании, Законот за финансиска поддршка на инвестициите предвидува грантови. Ќе биде поддржани со дополнителни 15% од вкупната инвестиција која тие би ја направиле, и тоа е согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите, што значи и да бидем по-пластичен и практичен, секоја инвестиција од 1.000.000 евра ќе добие дополнителни 150.000 евра во вид на грант од страна на владата секоја година, ако наш сограѓанин одлучува и доаѓа да инвестира во нашата држава. Освен програмата на ИПАРТ, ова е уште една можност за сите домашни и странски компании да можат да го користат, се со цел да се креират нови работни места, а со тоа да се зголеми конкурентноста на нашето стопанство во целина, не само во регионот, туку и во европско ниво. Собственикот на ВЗ Шари Арбен Абдурахмани вели дека владините мерки им помагаат во нивната работа. Ние како компанија продолжувавме и на време на криза да инвестираме, исто и понатамо сме во тек со нови инвестиции, нови работни места и со поддршка и од ИПАРТ програма и од различните мерки што ги нуди владата, ние сме ги користиле тие и полесно сме успеал да дојдеме до овде кај сме. Дали ќе има одговорност во случајот со 6-годишната Јана која почина во клиничката болница во Битола по примена инфузија? Премиерот Димитар Ковачевски во одговор на новинарско прашање рече дека ќе се знае откако ќе бидат познати фактите од извештаите, односно кога ќе се знае што точно се случило. Недостатокот на болнички кадар во одредени места, вклучително и во Битолската болница, треба да се надополни со прераспределба на вработени. Најпрви во однос на тој случај, вие знаете дека истиот ден кога се случи, беше направен вонреден инспекцијски надзор од страна на Државниот инспекторат, здравствен и санитарен инспекторат, беше информирано и обвинителството и извештаите, како што информираше и вчера заменичката министерка за здравство, веќе се доставени до Министерството за здравство. Врз основа на нив ќе се утврди точната причина што се има случено. Јас не би можел да прејудицирам што точно се има случено, бидејќи пред се не сум медицинско лице. Меѓутоа, врз основа на сите факти ќе бидат носени одлуки во иднина, но прво да почекаме да бидат споделени фактите за точно што се има случено во Битолската болница. Ние имаме здравствен систем кој што е функционален, кој што има голем број на вработени, во кој што се обезбедени финансиски средства за негово функционирање на ниво од 0,8 милиарди евра во буџетот за 2023 година и на Министерството за здравство, нормално и на директорите на клиниките, да ги распоредат кадрите во рамките на државата, таму каде што имаат потреба,
бидејќи се добива понекогаш впечаток дека во некои места има недостаток, а во некои места каде што во принцип сакаат најмногу да работат сите работници, например во градот Скопје, понекаде се јавуваат и одредени вишоци на кадри. Така да треба да направат добро распоредување на своите ресурси и согласно со тоа да функционира системот на уште подобро ниво. Земјава секоја година инвестира пари во образованието на младите, но колку од нив се враќаат во државната каса и колку млади дипломирани подаруваме на која било земја од Европската Унија, како подготвена работна сила. Форумот за образовни промени денес организираше дебата за феноменот одлив на мозоци од нашата држава. Во последниот период, барам и од податоците на попис 2021, дознавме дека имаме намалување на на населението на млади. Например, во 2002 имавме 24% на населението биле млади, додека у 2021 на пописот само 18% на населението се млади. И тука се збори за една, да кажувам, демографска бомба, поради тоа што значи имаме намалување на бројот на млади, имаме големо миграција на младите во европските земји што се имат некоја атрактивност кон работните места у западните земји, конкретно земјите од Европска Унија, и ситуацијата е алармантна затоа што сме во една ситуација, една шекспиријанска дилема на тоа дали Европската Унија ќе дојде на нашата земја или младите на нашата земја ќе одат у Европска Унија. Форумот за образовни промени се залага година и пол за промени во образовниот систем, заради тоа што ние сметаме дека имаме образование со истечен рок на сите нивоа, особено во високото образование, но исто така и на средното образование, каде што, например, ако одите вие како новинари да ги прашате средношколците што се во стручните медицински училишта, кога ќе завршите со средното, каде ќе одите, тие ќе кажуваат дека ќе одат у Германија или други европски земји да работат таму. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска околу 2 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 27-годишен тетовец поради сомнение дека претходно извршил кражба од товарно моторно возило МАН со тетовски регистарски ознаки, а кое е било паркирано во Тетовско Пршовце. Тој е задржан во полициската станица Тетово и се расчистува и документира случајот. 44-годишна тетовка вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавила дека нејзината малолетна ќерка на улица Иво Лоларибар во Тетово била касната од куќа Скитник. Вчера околу 14 часот во полициската станица Гостивар се пријавил 47-годишникот Гостиварско Здуње, кој претходно бил пријавен од неговата 45-годишна невенчана супруга дека физички ја нападнал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. 48-годишникот Гостиварски Вруток вчера во 14 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека на 26 овој месец околу 18 часот во соседното село Мердита бил физички нападнат од 39-годишникот ова село. Се расчистува и документира случајот. Вчера 43-годишничкот Гостиварско Дебреше во СВР Тетово пријавила дека во близина на селското училиште била касната од куќа Скитник. Во акцијска контрола за тоа колку се користат сигурносни појаси и мобилни телефони додека се управува со возило, спроведена вчера на Тетовско-Гостиварското подрачје, биле откриени и санкционирани 26 возачи. Секторот за внатрешни работи Тетово вчера од 10 до 16 часот спроведе уште една од серијата засилени сообраќајни контролни активности, во чие средиште беше користењето на сигурносни појаси и на мобилни телефони. При контролата биле откриени и адекватно санкционирани вкупно 14 возачи, кои ги управувале возилата без да бидат врзани со сигурносни појаси. Покрај ова санкционирани се и 12 возачи кои зборувале на мобилен телефон, додека возеле и 2 возачи кои не поседувале возачки дозволи.
Во рамките на вчерашната активност се контролирало и паркирањето во Тетово и биле санкционирани 11 непрописно, односно погрешно паркирани возила, кои набргу потоа и биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. На сите прекршители изготвени им се законски предвидени поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби кои за некористење на појас изнесуваат 40 евра за возач и 50 евра во динарска противредност за сопатник, а 40 евра исто така е и глобата за зборување на мобилен телефон при возење. Секторот за внатрешни работи Тетово ги потсетува возачите задолжително да ги употребуваат сигурносните појаси, без разлика дали се движат по градските улици или на отворен пат, но и да се воздржат од користење на мобилни телефони за зборување или пишување на пораки, затоа што тоа им го одвлекува вниманието и така се изложуваат на ризик да предизвикаат сообраќајна несреќа, неретко и со посериозни последици, информираат од СВР Тетово. Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.